За поголем број проекти кои што веќе се во постапка, советниците неодамна на седница на Совет изгласаа дополнителни средства заради нивна целосна реализација на предлог на секторот за комунални дејности. Станува збор за дополнителни средства за тротоарите на улицата 11 ноември, за кружниот тек на Доне Божинов, Соколански парк, спортската сала за наетчиски дом, чистење на речното корито, за дивите депонии, за училиштето во село Пчиња и останати. Се работи за поголеми средства и ние согласно заложбите на оние проекти кои што веќе се во постапка, има недостаток на средства и од тие причини, за да бидат успешни тендери, бидејќи проценета вредност е многу помала од реална, на следните проектни документации кои што во текот на кои што е тендерска во постапка, ќе додаваме средните средства. Тротоари на улица 11 ноември кај Бетонјера од предвидените 3,5 милиони денари се додаваат 4 милиони денари, така да вкупна вредност сега ќе биде 7,5 милиони денари. На дел од булевар Октомвриска револуција од улица Доне Божинов до улица Братство и единство на предвидените 15 милиони денари се додаваат уште 12 милиони денари, така да 27 милиони денари се предвидени за овој проект. Кружен ток Доне Божинов, согласно тендерската документација, во моментот се 17 милиони денари, меѓутоа за да биде истата успешна, потребно е да се додадат 6 милиони и 600 илјади денари, така да сега изнесува таа вредност 23 милиони и 600 илјади денари. Бидејќи во текот е изведба на повеќе проекти на територија на општина Куманово, за истите недостасуваат средства да се завршат, така да согласно анексите се предвидуваат следните средства. За тампон се одвојува 1 милион денари, Соколански парк реконструкција 617 илјади денари, реконструкција на водоводна мрежа Јане Сандански 173 илјади денари, за најчиски дом санација и адаптација 1.600.000 денари, чистење на речно корито 155.000 денари. Спортска сала реконструкција уште 8.260.000 денари. Спортска сала Соколана 3.750.000 денари. Реконструкција на основно училиште Пчиња 1.400.000 денари. За хоризонтално одбележување на ЈП Чистота и зеленило се додаваат уште 1.500.000 денари од предвидените 2 милиони досега. Изработка на проекти, студии, ажурирани подлоги, елаборати за животна средина, линиски инфраструктурни проекти 500.000 денари. Изработка на техничка документација за основни проекти, фекална, водоводна и атмосферска канализација се додаваат 5 милиони денари, изработка за техничка документација за изградба, реконструкција и обновливост на улици 3,5 милиони денари, изработка на сообраќајни студии 500.000 денари, реконструкција и санирање на јавно-прометни површини со бехатон плочки се додаваат 20 милиони и 700.000 денари од предвидените досега 32 милиони денари. Тампонирање на сообраќајници 1 милион денари, така да сега имаме 11 милиони денари. Геомеханички елаборати кои што се неопходни при изготвување на техничка документација 600.000 денари. Видеонадзор на спортска сала 2,5 милиони денари, како и чистење на диви депонии 1,5 милиони денари кои што ќе ги реализира јавно предпријатие Чистота и зеленило. Исто така, како нови проекти се издвојува фекална канализација на улица Моша Пијаде во должина од 450 метри, 13 милиони денари и водоводна мрежа Моша Пијаде 10 милиони и 600.000 денари. Со оглед на тоа дека Светска банка ја инвестира целосна реконструкција на улица Моша Пијаде и атмосферска канализација.
Согласно аплицираните проекти по повикот од страна на влада на Република Северна Македонија на подпрограма АА за 2024 година од страна на општина Куманово се аплицираше со 3 проекти и истите тие беа одобрени од страна на влада. За сите нив се одобрени 242 милиони 930 234 денари, меѓутоа во сегашната програма се определуваат по 20% зависно од реализација на самите проекти. Така да, за изградба на секундарна и дистрибутивна гасоводна мрежа на дел од улица Видоев Смилевски Бато и село Доброшане во до индустријска зона се одобрени 10 милиони 893 656 денари, така да 20% од тоа се 2 милиони 178 731 денар кој е внесен во оваа програма. За изградба на атмосферска канализација на улица Бајрам Шабани одобрени се 21 милион 424 089 денари, односно 20% 4 милиони 284 818 денари. Како и за изградба на водоводна мрежа, фекална и атмосферска канализација, изградба на дел од внатрешни сообраќајници, режим на сообраќај и осветлување на дел од сообраќајници во индустријска зона Речица, одобрени се 210 милиони 612 489 денари или 20% 42 милиона 122 498 денари. Тоа би било согласно програма за уредување на градежно земјиште и развојна програма, како и согласно програма за заштита на животна средина, се определуваат средства за чистење на ѓубришта и диви депонии 2 милиони денари, милиони и пол денари, и како и за чистење и одржување на речно корито, веќе ги кажав, 155.000 денари. Би сакала да кажам дека согласно излагањето на директорот на јавното предпријатие Куманово газ, поради одредени поскапувања што се случуваат таму од страна на општината, субвенција на граѓаните, што досега беше 15.000 денари за приклучување на газ, во иднина ќе биде 25.000 денари, така да оваа промена би требала да се нотира во самата наша програма.